Почитувани гледачи, 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Се надеваме дека и денес добро ќе се дружиме, ќе доставиме корисни информации и секако доколку се пронајдете во некој ваш проблем кој што го имате со здравјето, а во контекст на денешната тема ќе може да ни скомуницирате, да поставите некои прашања. Денешната моја гостинка, одговорна докторка за денешната тема, ќе се обиде да ви даде одговор. Денеска одлучивме да проговориме малку за компликации или проблеми на уринарен систем. Ќе се задржиме на цисти, бубрежни цисти кај возрастните, со тоа што нели доктор Маја Милованчева-Поповска, која што е специјалист, интернист, нефролог, ќе ни каже нешто повеќе за тоа. Таа е денешна моја соговорничка и одговорна докторка за темата. И се надеваме дека сето на што ќе го разговараме во емисија ќе биде од ваша корист. На почеток да поздравам доктор Маја и да посакам добри дојде. Доктор Маја, после долго време, еве повторно ќе ги водиме емисиите во студио, на одредена дистанца сме, и да доставиме нешто повеќе информации во однос на денешната тема и секако да дадеме можност на гледачите повторно да се приклучат во емисијата. Добри дојде. Добар ден до гледачите, добар ден Виолета, благодарам за поканата. Секако пријатно е повторно да бидеме во студио заедно, да можеме да имаме интерактивна една емисија со гледачите, затоа што тоа чувство на контакт со гледачите многу значи. Така, и поинаку е кога е нели соговорникот во студио, поинаку кога се гледаме преку видео екранот, како што знаеме еве секојдневно, ковид вирусот е присутен кај нас, па ние некако се обидуваме еве да се прилагодиме на сите тие состојби. Ајде вака на почеток би сакала првин да те прашам чисто информативно, дали Промедика Медикал Центарот, од каде што доаѓате вие и колку за информација на нашите гледачи, дали веќе работи, како да кажам, на некој начин нормално, со закажување на прегледи, сите специјалисти си работат, си закажуваат прегледи, примаат пациенти? Па, од почетокот на пандемијата, кога се прогласи пандемијата, ние постојано работиме. Во ниеден момент Промедика не беше затворена, сите одели работеа, кои со помал или со поголем интензитет. Секако бевме на услуга за пациентите и за тие што што имаа потреба нели од прегледи. Се почитуваа протоколите од почеток, бидејќи ние имаме доста одели кои не можеа никако да се затворат, а тие единствено нешто што моравме, значи беше наложено да го прекинеме до 1 јули, беа систематските прегледи на вработените кои ние регуларно ги работиме, меѓутоа од 1 јули и тие почнавме регуларно да ги работиме. Веќе значи тоа и тоа стартуваше и доста има побарувачка за тие систематски прегледи кои се законска обврска нели на фирмите, на организациите. Така да мислам дека полека се враќаме во она време пред почетокот на пандемијата. Бидејќи за време на пандемијата првите месеци се работеше на телефон, имаше консултации доста, матичните педиатрите издава рецепти по телефон, доаѓа само да ги подигат. Значи тоа се внимаваше. Се прима само пациенти кои навистина има потреба. А сега работиме со полн капацитет, сите одели, меѓутоа се внимава многу. Внимавате да не се прави гужва по чекалните. На личната заштита пред се, секој многу е важно нели да се зачува прво здравјето и на вработените и на клиентите, односно пациентите, така да личната заштита е задолжителна, да нема многу гужви. Поставивме и апарат за да може бројчиња да се земаат за општа амбуланта, за педиатрија и за лабораторија. Насекаде има средства за дезинфекција на рацете, така да има анкетни листови, секој што ќе влезе мора да пополни анкетен лист, дали имал симптоми или се. Во секој случај се е организирано како што треба за да нема
нели некој пропуст и да не се појави некој проблем. Ајде ние да се префрлиме на она за што ќе говориме денес. Би сакала на почеток првин, бидејќи вие сте специјалист интернист нефролог, некако повеќе сте фокусирани на проблемите со уринарниот систем. Кажав ќе се задржиме на бубрежните цисти, па да ни кажете кои се први за почеток најчестите проблеми кај уринарниот систем за кои што доаѓаат кај вас пациентите. Од бубрежните болести и болестите на уринарниот систем се доста распространети, затоа што бубрежниот систем е сложена, има повеќе органи кои го сочинуваат бубрежниот систем, уринарниот тракт. Најчесто пациентите кои доаѓаат во амбулантските услови, бидејќи ние сме поликлиника, се доаѓаат поради проблем или со уринарните инфекции кои се многу чести. Потоа имаме камчиња во бубрезите, односно напади на тие бубрежни колики кои исто така се доста чести и бубрежните цисти исто така често се откриваат како случаен наод на бубрезите. Бидејќи другите пософистицираните работи и потешките заболувања сепак припаѓаат на терцијалната здравствена заштита. Меѓутоа, кога ќе дојде некој кај вас, можеби за нешто друго, вие може случајно да откриете дека има или камче или циста. Ајде да се префрлиме на бубрежните цисти кај возрастните, значи што е тоа бубрежна цистична болест? Прво да кажам дека што е циста, за да имаат представа гледачите. Циста е балонче, значи кој е исполнето од течност. Сегде каде што има каналчиња, може да се направи циста, односно цистична формација. Говориме за бубрегот каналчиња. Зборуваме, значи да, во бубрегот, меѓутоа имаме цисти и на мозок, има цисти на градите кај жените, цисти на јајници, сегде да. Значи сегде кај што имаме каналче каде што поминуваат некаква течност, може да се јави циста. Циста се случува кога дел од каналчето ќе се прошири и ќе се формира како едно топче, како испакнатина, која со тек на време се затвара и се формира како балонче. Тоа балонче после може да остане со таа големина, меѓутоа може и да расте. И тоа кажуваме е циста. Кога зборуваме за цисти на бубрезите, значи зборуваме за цисти кои може да бидат вродени, може да бидат стекнати, аквирирани цисти, и може да бидат на еден бубрек или да ги зафаќаат болеста, да ги зафаќа двата бубрека. Тоа е генерално, да кажеме, за цистите на бубрезите. Може да бидат потоа во различни делови на самиот бубрек. Може да бидат во кортексот, односно кората на бубрегот, може да бидат во медулата, тој средишниот дел, може да бидат под капсулата, тоа се субкапсуларните цисти. И секој од тие цисти може да биде исполнет со течност, да бидат јасно ограничени и да растат, односно или да не растат. Тоа зависи и во број, значи зборуваме, и во големина на цистата. Така, кои се најчести кои што се јавуваат кај возрастните од сите овие што ги споменате? Цистите кај возрастните имаме неколку типа на цисти кои се чести кај возрастната популација. Прво да кажам дека цистите не бираат кај кого ќе се јават. Значи се јавуваат насекаде во светот. Нема географска положба каде ги има почесто или помалку често. Бидејќи се многу случаен наод, не можеме да кажеме дека во таа популација ги има толку и толку цистите, затоа што многу луѓе не знаат дека воопшто имаат цисти. Цистите се јавуваат случајно, како случаен наод, ќе кажат, ми открија циста на ехо. Така да нема точна, да кажеме, која е преваленцата на појавата на цистичната болест. Меѓутоа се смета дека над 50-та година од животот се јавуваат кај една третина до една половина кај луѓето имаат цисти на бубрезите. Така. Кажавме дека се најчести адултната полицистична бубрежна болест. Тоа претпоставам се еден вид на цисти кои што се покарактеристични кај возрастните и кои што најчесто се јавуваат. Една од, како што кажав, има неколку форми на тие цисти што се јавуваат кај возрастните, но
Адултната полицистична бубрежна болест е едно сериозно заболување кое за разлика од другите цисти може да доведе и до сериозна компликација, односно оштетување на бубрежното ткиво и да доведе до хронична бубрежна слабост и потреба од дијализа, односно трансплантација. Адултната полицистична бубрежна болест е болест која оди по фамилии. Се знае дека во таа фамилија се појавува. Многу ретко се јавува деново, одеднаш да има мутација на тој ген. И најчесто 50% од фамилијата, од членовите на фамилијата ја носат, го имаат тоа заболување. Станува збор за заболување кое ги опфаќа двата бубрега. Значи, не може да постои адултна полицистична бубрежна болест само на десен или само на лев бубрег. Тогаш станува збор за нешто друго. Ова е болест на двата бубрега. Се јавуваат мноштво од цисти кои постепено растат и се зголемуваат во бројот. Така да, со тек на годините може да дојде до замена на ткивото, она што е бубрежно ткиво, функционално ткиво, што работат бубрезите со замена на тие цисти. И на тој начин да дојде до намалување на бубрежната функција. Оваа болест, адултната полицистична бубрежна болест, оди и со висок крвен притисок, со појава на каминчиња или пак крварење и воспаление, значи да загнојат тие цисти како компликации може да одат заедно со ова заболување. Кај адултната полицистична бубрежна болест секогаш бараме појава на цисти и на некој друг орган, бидејќи може да се јави циста и на мозок, тогаш е потребно да се направи и компјутер на мозочното ткиво да се види дали таму има циста, бидејќи зошто е тоа поврзано? Затоа што такви се гените, што се носат за тоа заболување. Значи, говориме за оние кои што имаат таква предиспозиција. Да. Затоа реков, тоа иде во фамилии. Потоа може да има цисти на црниот дроб, најчесто цисти на панкреасот, цисти на овариумот и сите да влегуваат во таа адултна полицистична бубрежна болест, затоа што и таму има два типа. На таа јас не би навлегувала сега за гледачите, тоа не е важно во овој момент. Така да оваа болест бара следење. Најчесто ретко се открива случајно, меѓутоа има критериуми по кои ние можеме тоа да го класифицираме, односно дијагностицираме. Но луѓето кои знаат дека имаат во фамилија, тие знаат дека треба да се контролираат и себе си и своите деца, бидејќи од 30 година натаму може да очекуваме кај фамилиите кои имаат адултна полицистична бубрежна болест да почнат да се јавуваат цисти кај помладата генерација. Иако најчесто ги откриваме дури после во 40-та година, кога пациентот најчесто доаѓа заради висок крвен притисок или крв во урината или нешто друго ќе се случи, да дојде на доктор па да се направи ехо преглед на бубрезите и да се открие дека имаат адултна полицистична бубрежна болест. Така. Што од кога ќе кажавте ќе се открие па се следи? Нешто друго се презема освен следење на состојбата? Во случај на ова заболување потребно е да се стават компликациите, односно нештата, другите здравствени проблеми кои се јавуваат под контрола. Најважно е да се стави високиот крвен притисок, што може да ја следи ова заболување под контрола, бидејќи самиот висок крвен притисок, ако не е добро регулиран, ги оштетува бубрезите накнадно, значи може да влие на бубрежното заболување. Потоа се следи дали има инфекција. Значи, уринарните инфекции се доста чести и може да направат компликации кај ова заболување, бидејќи ако се загнои циста, тоа станува веќе збор за циста во бубрегот. Сме зборувале порано за инфекции на уринарните патишта, друго е инфекција на бешиката, друго е инфекција на бубрек кога имаме. Кога постои таква инфекција на бубрек е
секогаш аларм. Може да се случи да загнои таа циста, може да се случи да пукне, да дојде до сепса, значи тоа се високо ризични состојби и треба многу да се... Затоа овие пациенти секогаш ги бараме да дојдат на контроли и редовно да се контролираат. А дали овие цисти може да предизвикуваат и чести пак уринарни инфекции, поврзано ли е тоа? Кај некои пациенти да, затоа што меѓутоа повторно ќе кажам, значи тоа се случаи каде што не се контролираат, кои се запуштени случаи, каде што имаме и нерегулирани притисок и други компликации што може да се јават. Во секој случај треба оние кои што имаат таков проблем да бидат редовни во своите контроли и да ги слушаат препораките на затоа што за оваа група на пациенти многу е важно да се следи и бубрежната функција. Затоа што ова е такво заболување за разлика од другите цисти за кои ќе зборуваме, кои како што кажав, може да води до уништување на бубрежното ткиво. Со уништувањето на бубрежното ткиво се развива една бубрежна слабост која може да води после и до потреба за заместителна терапија. Така. Ајде тука ќе се обратам и до нашите гледачи, значи оние кои што не следат веќе можат да ги забележат нашите телефони на телевизија Сонце на екранот. Доколку имате некое прашање или некој проблем со уринарниот систем, може слободно да не искомуницирате, да поставите некое прашање. Денес доктор Маја Милованчева-Поповска, специјалист интернист нефролог, е одговорна за оваа тема и за овие проблеми со уринарниот систем. Доктор Маја, што е тоа пак медуларен сунгерест бубрек? Медуларен сунгерест бубрек е насловот. Само на тоа името дадено, иначе не станува збор за никаков сунгерест бубрек. Тоа е заболување кое се наследува, се е вродено. Пак е нешто поврзано со цисти? Да, тоа е вродено заболување, меѓутоа сега станува збор за цисти кои се јавуваат во медулата, значи во средишниот дел на тој бубрек. Нема толку многу како што има кај адултната полицистична бубрежна болест, меѓутоа тие цисти сега се помалку на број, побавно растат, ако растат, поретко се наоѓа, многу ретко заболување, сосема случајно го откриваме. Најчесто пациентот доаѓа затоа што има негде камченце некое што му заглавило или пак околу 40-та или 35-40 година се почнува да се јавува висок крвен притисок, па станува збор за млада особа која бара сега зошто има висок крвен притисок. Така да сосема случајно го откриваме, се открива значи или на рентген графија кога што се гледа таа една карактеристична слика или пак на со еходиагностика. Станува збор значи за повторно за болест која ги зафаќа двата бубрега. И ова е многу побенигна форма на цистична болест на бубрезите. Доста често како компликации може да се јават, како што кажав, високиот крвен притисок, уринарни инфекции и камченца. Најчесто станува збор за мали камченца кои пациентите сами ги измокруваат, кои се создаваат во пирамидите или пак се калцификати. Значи не ги кажуваме никогаш дека се каменченца, односно калкули, туку се ситни калцификати кои може да бидат и во самиот паренхим или пак во чашките тука во пирамидите да бидат и кои може и никогаш и да не тргнат и да не се измократ. Меѓутоа пациентите ако дојдат со таков да кажеме една колика за измокрување на камчето кое е тргнало, тогаш сосема случајно да се открие дека станува збор за медуларен цистичен бубрек. Кај овие пациенти исто така, чести се уринарните инфекции, значи доаѓаат пациенти со уринарна инфекција, па се открива дека уствари имаат медуларен цистичен бубрек, сунгерест бубрек, како што го викаме, или пак висок крвен притисок. Овие пациенти исто така бараат само следење, не бара превземање на никаква хирушка интервенција, не може да се интервенира. Најчесто не загнојуваат овие цисти, не растат толку големи. Така да еден побенигни ток
имаме кај овие пациенти. Меѓутоа повторно треба следење, повторно треба внимавање. Да, безпрекорно тоа. Дали пијат некоја терапија, ме интересира, или чисто само се терапија за цистите не постои. Значи не постои терапија која може да влие на создавањето на цисти, значи превентивно за да не се создадат цисти, или пак да влие на нивно намалување во обемот или во бројот на најавувања. Сега има, последниве години се работи на еден лек. Тој лек е веќе почна да се дава кај некој одредена група на пациенти, кај адултната цистична болест, тоа што зборувавме првото заболување цисти, што рековме дека е најтешко заболување, најтешка цистична болест на бубрезите всушност. И но се уште тој лек не е пуштен во широка употреба, кај нас не е ни регистриран, мислам, така да не можеме да зборуваме за нешто дека е откриено и што ќе ги спаси тие луѓе од диализа, да кажеме. Кога говориме за медуларниот сунѓерест бубрек, можеме да кажеме дека е една ситуација каде што има помалку веројатност да се случат компликации отколку кај адултната? Да, секако. Значи, ова е една побенигна форма, најчесто се јавува и кај жените, така да има пациентки што кога останале трудни, тогаш се открило. Одејќи на редовна контрола за гинеколошка, се направила контрола или тогаш развиле инфекција, па се дошле на ехо и тогаш се откриле, меѓутоа и бременностите поминуваат уредно со редовни контроли. Значи, тамо мора многу да се внимава на појава на инфекции. Така. Да ги поминеме сите видови, па потоа ќе прашам која е причината што се создаваат. Тоа е нешто што сите верувам дека ги интересира. Што е тоа пак аквирирана цистична бубрежна болест? Аквирирано е нешто што е создадено, ново создадено. Значи, аквирирани цисти на бубрезите случајно се откриваат. Тоа е нешто што не го носи пациентот од раѓање, во текот на животот се јавува аквирирана циста. Најчесто станува збор за пациенти кои имаат веќе некоја друго бубрежно заболување. Така. Веќе кога имаат некој проблем, така речено. Кога имаат веќе некакво зафаќање на бубрезите, бубрежна болест, и сега се јавуваат вакви аквирирани цисти. Тие цисти може да се јават сега и на едниот и на другиот бубрег, значи не мора да се двата бубрега зафатени, може да се различни по големина, може да има една или неколку, или да има една-две на едниот, па една-две на другиот бубрег. Но што е важно? Важно е дека тие цисти не се наследуваат. Значи, тие, рековме, се аквирирани, се создаваат во текот на животот. Не е наследно, ако некој има, па да го... Да. Тие цисти се јавуваат, значи, кај пациенти кои веќе имаат бубрежна слабост и се смета дека се јавуваат заради тоа што имаме некакво ожилно ткиво тука во самот, бидејќи имаме бубрежна болест, првично, имаме некаква бубрежна болест, која ги оштетува бубрежното ткиво. Се создаваат такви сврзно ткиво, фиброза се создава, или се создаваат некакви оксалатни камченца тамо. Тоа се многу микропромени кои создаваат да допринесуваат, односно се подлога за создавање на тие цисти во бубрезите. Кај пациенти кои одат на диализа, да кажеме, од почеток, во првите години, само 10% од пациентите на диализа имаат аквирирани цисти. Меѓутоа, после 10 години на диализа, пациентите кои одат повеќе од 10 години на диализа, имаме скоро 80-90% од пациентите кои имаат аквирирани цисти. За овие цисти што е важно и зошто треба да се следат? Заради тоа што пациентите кои идат на диализа и пациентите со хронична бубрежна слабост имаат пореметена коагулација. Кога имаат они пореметена коагулација, многу лесно може да настане крварење во овие цисти. И тоа е нешто што
може да се види и како најтешка компликација на овие цисти е крварење во цистата. Бидејќи тоа може да биде, ако прсне таа циста, може да стане животно загрозувачко. Колку е толеранцијата на, претпоставам дека нели цистите се појавуваат па се 1 сантим, 2-3, колку може да се толерира, кога веќе треба да се следи и велите ова е веќе до овде смее да расне, од тука натаму веќе Значи, цистите, се презема нешто друго. Цистите, како што кажав, лек за цисти, излекување нема. Такво нешто не постои. Цистите може да растат големи до 10 до 15 сантиметри. Се зависи тоа каде се наоѓаат. Пациенти имаат и до 10 сантими голема циста. Значи, тоа е голем, така. Зависно од тоа каде се наоѓа цистата. Значи, овие цисти најчесто не влијаат на функцијата на бубрегот, ако не се наоѓаат, да кажеме, каде што е излезот на каналот, па да притискаат тука, да не може бубрегот да се празни. Меѓутоа, толкави цисти во тој дел не ни растат. Меѓутоа, големи цисти, кои што се околу 10, 12, 13 сантиметри, може воопшто пациентот да не знае дека ги има. Ако не притискаат на некој орган или на некој нерв, па да се јави болка. И тогаш болката го тера пациентот да се јави на лекар и се открива дека има циста. Но освен болката, некој друг симптом постои за цистите? Значи, тие Еве како кај каменчињата, нели, обично чувствуваат некој пресекување во слабинскиот дел. Не мора, значи апсолутно може да биде и без симптоми. Без симптоми. Тие се асимптоматски, сосема случајно се откриваат. Значи, само ако е многу голема и тогаш да кажеме, или ако се воспали, односно загнои цистата, ако се да се направи компликација. Цистите имаат бистра содржина. И ако се загнои, ако се инфицира, тогаш да прави болка, температура и сето тоа. Но се додека се без симптоми, тие не се третираат, не може да се третираат. Се третираат само големи цисти кои представуваат проблем. Значи, пациентот има симптоми. Да не зборуваме за компликациите, ќе ги оставиме малце подоцна тие тогаш. Ајде, сега некако сме тука, треба да прегидеме на некои други прашања, ме интересира само зошто се појавуваат? Која е причината за појавата на цисти на бубрези? Еве, кога сме говореле, например, за камењата на бубрезите, нели, тука претпоставам дека си има некои своји причини, кои се причините пак за појавата на цистите. Уште повеќе што еве потенциравме дека некои се наследни, меѓутоа што со оние кои што не се наследни, зошто се јавуваат? Повторно се смета дека постои некаква слабост во таа слабост се наследува или не се наследува во зидот, односно на клеточно ниво. Не е се уште најдено зошто точна причина зошто едни луѓе создаваат, а други не создаваат. Тоа е исто како за каменчињата. Едни луѓе, сите пиеме иста вода, едни ќе направат каменчиња и имаат постојано, други немаат. Во едни фамилии одат, нефролитијазата, каменчињата, во други нема. Така да не се уште на ова ниво јасно што кој е тој ген или мутација на ген или некој друг фактор кој доведува до слабост на тој зидот на каналчето за да тоа се прошири. И тоа има ли некое влијание еве во нашиот секојдневен живот со тоа со што се храниме и така натаму? Има ли влијание воопшто из храната и стресниот начин на живот во однос на ова, бидејќи на некој начин сите проблеми со здравјето се поврзани и со начинот на исхрана, и со тоа нели како го живееме ние животот, или овие проблеми немаат поврзаност со сите оние други работи? До сега не е откриено дека појавата на цисти зависи од храната, од здравиот начин на живот, од физичката активност или од нешто друго. Кога вие кај вас, се извинувам што прекинувам, ќе дојде некој од пациентите и кога нели ќе ги диагностицирате овие така речени проблеми, еве ги посочивме веќе, ми се чини три
форми на уште една. Дали им препорачувате некако да водат поинаков начин на живот, да консумираат некоја поинаква храна или воопшто не препорачувате некои такви насоки? Нема такви насоки. Има насоки само за следење, значи тоа е многу важно и се знае кај одредена група на пациенти потребни се следењата да бидат на 6 месеци, кај некој почесто, кај некој поретко, зависи значи за какво заболување на цисти се работи, за колку е возрасен пациентот, какви компликации има, дали има компликации или нема компликации, колкава е голема цистата, значи има повеќе работи кои треба да се следат. И во зависност во однос на следењето. Во однос на следењето, односно терапијата на компликациите. Како што рековме, ако постои уринарна инфекција, каменченце некој ако се јави, висок крвен притисок. Затоа што да кажам сега четвртата група кои се најобичните цисти, да, тоа се симплекс цисти. Тие се најчести? Тие се најчести, да. Тоа се оние цисти кои кога одите на доктор и на ехо ви кажат, имаш една цистичка. Некоја циста, ништо страшно, така. Тоа се тие симплекс цисти. Обично така велите, да. Да. Ова е нешто што не треба да ве загрижува. И тие цисти може да бидат од многу малечки, и да останат такви со години или да бидат цисти кои растат. Обични цисти ако растат. Да, и тие ако растат, исто тогаш се следат. Така. И како што кажав, до 10, 12, 13 сантиметри може да пораснат и да не даваат никакви симптоми и да едноставно пациентот нормално се живее и знаејќи дека постои таа циста. Но исто и тие најчесто случајно ги откривате? Да, тоа се тие цисти што случајно се откриваат и што кажав дека после 50 година, значи скоро 1/3 до 1/2, зависи како се броени во различни популации и во различни земји, се откриваат кај луѓето над 50-та година. Така да тоа ги зимаме како ги нотираме дека постојат и ги нотираме дека треба да се следат. Најчесто не дават никакви симптоми и немаат компликации. Но, зошто зборуваме сега да се вратиме за она следењето на цистите? Зошто е важно следењето на цистите? Следењето на цистите е важно затоа што во многу ретки случаи, но се случува, цистите може да се претворат во карцином. Значи, навистина многу ретко се случува. Но ако видиме дека таа циста ги нема сите карактеристики на обична циста, која знаеме кои ехокарактеристики ги има, да е јасно ограничена, зидот да е целосен, да е тенка мембраната, да не е септирана, односно да нема прегради, да е бистра содржината внатре, тогаш е во ред. Треба само следење обично. Но, ако видиме дека таа циста почнува зидот да се задебелува, да калцифицира, да се јавуваат септи во самата циста, да е поделена, септирана, да се јавува течност која не е бистра, која може да биде и гнојава и крвава или мешана, да ни даде конзистенција, значи ехогеност, тогаш е аларм. Тогаш треба веќе малку посериозно да се земе ситуацијата и пациентот да се препрати на понатамошни исследувања, да се направи компјутер за да се исклучи дека се работи за обична циста, а не за карцином. Затоа што и од тој тип на карциноми што се јавуваат, кај бубрезите имаме различни и некои ако се фатат на време се диагностицираат и се оперираат, зависи дали се прави тотална нефректомија, односно целиот бубрег се вади, или се сече само дел од бубрегот со цистата, тоа веќе е дел на уролозите, на хирурзите, може нормално понатаму да се живее. Постои ли превенција од цисти на бубрези, доктор Маја? Не постои такво нешто, во овој момент не постои.
Така да не знаеме. Нема причини, не се знаат причините, не може да се превенира, кажавме не е поврзано со животниот стил, со исхраната. Тогаш Но се бенигна состојба. Так. Ние сметаме цистичната болест како бенигна состојба. Значи не е нешто што е сем таа адултната полицистична бубрежна болест, што на почетокот што го говори. Да. Кога кажавте сега може да се случи да е малце промената, се случува да е така малце промената, па при понатамошни следувања да испадне сепак дека не се работи за нешто страшно, така? Да, точно. Зошто што се случило па што ете малку се променила? Возраста. Значи, исто делува и возраста. Баш сега скоро имав повозрастна пациентка со една цистична формација која не беше она циста, за да кажам супер си, одлично, за 6 месеци се гледаме, нели? Него беше малце променета, малце погуста беше содржината, по дебел зидот и така. Направивте испитување, испадна дека се е во ред? Да, испадна дека се е во ред. Значи тоа најверојатно станува збор што е циста што од многу одамна. Веќе постои и тоа. Така да се случува ли кога бидејќи говориме за цисти, знаеме дека може и сами од себе да пукнат, да се случува ли да ги има па да ги нема на бубрезите? Не. На бубрезите кога ќе се појават, значи остануваат. Такво нешто не постои. Значи цистата на бубрек не може кога да се појави, пукне. Да. останува. Ако пукне, тоа е веќе патологија. Тоа не може да пукне само од себе. Гинеколошките цисти бидејќи нели се случува во дените цисти. Значи ако пукне цистата, тоа е веќе драма, тоа не е така. Тогаш прави компликација, што кажавме дека да. Имало нешто зошто пукнало. Не може туку. Например, се случи пред многу години имав пациент. А може ли пред некој појак притисок, например, да пукне? Точно тоа сакав да кажам. Значи пред многу години се сетив да имаше спортист, младо момче околу 25-30 години со циста на бубрегот која беше пукната од удар во спортот. И направи некои компликации. И направи компликации, да, требаше да се оперира веднаш цистата и така. Но тогаш станува збор за големи цисти. Тогаш станува збор за големи цисти и во таков случај се препорачува, значи да нема спортови кои се блиски контакти, значи борење, така за да не дојде за да не дојде до повреда на бубрегот, односно пукање на цистата. Доктор Маја, што е, како да кажам, покомплицирано кога би правеле компарација каменчиња во бубрез или цисти во бубрез? Па каменчињата исто пациентите ги носат, некогаш не ни знаат дека имаат, за нив ништо не е комплицирано. А дали песокот во бубрези е една работа, а каменчињата се друга? Или песокот, наталажувајќи се, пак формира каменчиња? Песокот, тоа песок е многу дискутабилно, што сметаме ние за песок. Дали е песок тоа што е... Тоа се тие ситни каменчиња? Да, ако веќе постојат, затоа што самото каменче, нели, што се создава, а пациентите со цисти имаат дел од нив исто зголеме, имаат и каменчиња, особено кај медуларниот сунгерес бубрек се јавуваат тие склоност кон калцификати. Значи, така да тој песок тоа се нели ситни кристалчиња кои нормално во урината оние кристали во урина кои што кога ќе испитаме урина се наоѓаат кристалчиња. Од нели еден параметар до друг е нормално, кога ќе се покачат, значи веќе тогаш нешто се случува. Така да такви кристалчиња, односно минерали и соли, постојат во урината. И сега во зависност од тоа дали постои склоност на организмот, дали постои дехидратација, например, некогаш. Тогаш се случува да тие се таложат едно на друго и тие кристалчиња се зголемуваат и се создава каменченце. Тогаш, ама се зависи од тоа за каков тип вина. Каменченца станува збор, за каква тип на цисти станува збор. Не може да се направи... Не може да се направи компарација. Во секој случај не е добро да и едното и другото. Добро е да нели имаме здрави бубрези, да нормално ни функционираат, бидејќи те како се многу потребни за нашето целокупно здравје. На крај само вака би прашала колку е
како да кажам, еве во ред, ако нели се е во ред со нашите бубрези, дали еднаш во 2 години да направиме едно ехо, еднаш во годината, за да бидеме сигурни дека нели немаме никаков проблем нити со каменчиња, нити со цисти. Ако немаме ништо. Бидејќи говоревме за оние кои што има, дека треба да си одат на контрола. Да, зборуваме значи за здрава популација која никогаш која нема до сега никаков немала проблем ништо. ни во однос на каменчиња, ни во однос на цисти. Зборуваме за возрастната популација, да, значи адултните. Добро е што се воведува систематските... Барем еднаш во 2 години да се проверат бубрезите. Дури и еднаш годишно, бидејќи со текот на годините можев да видам дека многу работи кои порано се јавувале после 50-та, сега се јавуваат после 40-та, работи кои се јавуваат после 30-та, сега се јавуваат после 20-та. се намалува На некој граница. начин таа старосна граница се намалува се подоле и подоле. Особено со тоа го имам приметено со промените на промените и на тироидната жлезда и на тестиси и на бубрези после зрачењата, после војните, Така, многу да, радиоактивни зрачења има и дека поместено тоа многу влие на здравието, целокупното така, во здравје секој случај, да, добро е да се луѓето да си ги, како да кажам, проверуваат сите своји проблеми околу здравието, па и оние кои што немаат нели да се контролираат и да видат дека се е во ред. Доктор Маја, ти благодарам за денес, соработката со Промедика останува, па по некоја следна емисија за некоја друга тема од уринарниот систем. Благодарам, Виолета, се гледаме. Почитувани гледачи, тука некаде јас ќе ја поздравам за денес, веќе ни заврши терминот за денешната емисија. Ви благодарам за вниманието, ви останете во добро здравје, чувајте го своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.